Да се осврнеме малку и на делата од академска област, на кој учебник помагала, вие сте автор. Значи, од академската област, како што кажав, значи, тоа се трите учебници со авторизирани предавања: култура на говор јавен настап, реторика и стилистика јавен настап. И коавторскиот учебник со професорката доктор Викторија Кафеджиска, нови медиуми и електронска демократија, и секако двата рецензирани учебника: македонски јазик за странци за прва година, македонски јазик за странци за втора година, односно македонски јазик 1 и македонски јазик 2. Со тоа што странските студенти малце им е потешко, па сега ќе видиме, може би учебниците ќе ги делиме. 2 учебника за 3 години. За 4-та година ќе правиме 3 учебник. Се зависно од потребите и од наложувањата на студентите. Пред неколку месеци. И секако се извинувам, и ова исто така може да биде учебник за студентите на филолошкиот факултет, за средношколците и за сите оние кои што ја сакаат книжевноста, односно литературата. Ова би било добро учебно помагало, би било одличен прирачник, затоа што се овде корпус дела од македонската белетристика, така да речеме, иако не можеме да зборуваме за белетристика во македонската книжевност, но сепак стебла од Славко Јаневски, потомците на Кат од Методија Фотев, како реалистични дела, потоа книгата Последниот лет на птицата Селица од Бранко Варошлија како бистро или чисто модернистичко писмо, неговите раскази од Бранко Варошлија, Осамени минувачи, исто е бистро модернистичко писмо. Книгата Раскази Црвено рондо од Благоја Иванов како чисто модернистичко писмо. И секако постмодернистичкиот роман Вкусот на праските од Влада Урошевиќ, секако се дела кои што заслужуваат внимание и кои што може многу лесно. Овде се разработени низ 29 тематски јадра преку двата принципа: и формален и суштински. Што значи површинска и длабочинска анализа на делата. Значи и структурата на делата и сите елементи внатрешно кои што се во тие дела. Со тоа што јас дури одам чекор напред во истражувањето. Пред мене сите Црвено рондо го дефинира како збирка раскази, бидејќи има 10 раскази. И сите романот го сваќаат како некое големо епско дело кое што мора да опфати неколку века или традиции. Сите водат сметка на квантитетот, никој не води сметка на квалитетот. Јас укажувам на квалитетот на делата. Во тоа дело 5 раскази, главниот јунак е Душко. Тој е нараторот, тој се јавува и како наратер, внатрешен раскажувач. Негова е гледната точка, негови се размислувањата. Тука секако како женски пандан е ликот на Олга, нормално мораме да одиме машки женски. Значи има Душко, Олга, значи нивни се размислувањата. Во другите 5 раскази не се именувани ликовите. И тоа не значи дека тие ликови не се Душко и Олга. Никој не оспорува да кажеме дека авторот никаде не пишал друго име. Туку пишал момчето, девојката, дечкото или така. Значи, тука јас укажувам на еден суштински елемент, квалитетот. Значи, тоа е многу важно да се гледат работите од друга перспектива. Јас спомнувам и често кажувам, јас се извинувам на сите мои колеги кои што се зафатиле со научничката работа или со академскиот статус магистер или доктор, кои што прават тези како копи-пейст. Не, јас велам, луѓе, продлабочете, работете. Овие 29 тематски јадра кои што сум ги напишал најзнатре, тие секако дека се во спојка со теоријата на литературата и наратологијата и сите оние што да речеме книжевни елементи. Но
Никаде ги нема. Значи, подтекстот можете да го најдете, интертекстот можете, типот хроника или типот дневник можете да го најдете. Но тешко е дека ќе најдете еротизмот, абсурдот во делата, комплексот на купилето, потрагата по мајчинството. Тоа тешко дека некаде ќе го најдете. Дури брачната изневера, јас не ја дефинирам погрдно, туку тоа кажувам, тоа е сепак потрага по мајчинство. Јас велам позајмување на туѓа жена или позајмување на туѓ маж. Значи, воопшто без никаква вулгаризација и без никакви предрасуди работам во делата. Значи, апсолутно, тоа јас сето го кажувам на свој начин. На еден начин како што професорот Прокопиев на самата промоција кажа, после Фуко и после Дерида, не само во Европа, во светот и во Балканот и во Македонија, Ивица Максимовски е првиот наш истражувач кој што работи самостојно, автентично, уникатно и оригинално. И сите ние мора да бидеме горди на неговото дело и на неговото име. И ова се негови зборови, парафразирам, односно цитирам, така што тој на неколку пати го истакнуваше тоа. Професорката Лорета Георгиевска Јаковлева, која што требаше да биде на промоцијата, но поради влошувањето на здравствената состојба на нејзиниот родител, не присуствуваше. Направи 5-6 страници текст во кој што најпозитивно се изрази за ова дело и најпозитивно ги истакна сите негови предности и квалитети, пошто е оригинално од сите други дела. Исто професорот Венко Андоновски во вметнатата рецензија внатре. Ова рецензија ја пишуваше професорот Венко Андоновски и пишува в уснота. Ова рецензија е од одбраната на магистерскиот труд, подпишана од комисијата. Тогаш комисија ми беа професорот доктор Венко Андоновски, професорката Виолета Тасевска Пирузе и професорката Кристина Николовска. Ова рецензија е подпишана од сите тројца. Но јас го прашав професорот Венко дали можам да искористам и да оставам него како рецензент, бидејќи тој ја пишува како ментор и како автор, а сепак нели должен сум да забележам и да напоменам дека и професорките се сложуваат со напишаното. Значи, никој, апсолутно, мојот покоен татко го прашал менторите, прашал комисијата, како беше одбраната на мојот син, професорот Венко и професорките нормално, рекле, брилијантна, да имаше десетка и повисока од десетка, че му ставевне повисоко. Значи, тоа е нешто што ова е прележано и работено доста внимателно, доста суштински, доста темелно. И ова книга, јас се појавив како самостоен издавач. Не зедов ниеден издавач. Не реков со ниеден издавач ќе одам, ниту на конкурс на Министерство за култура не ја дадов. Затоа што знам дека ова што е внатре напишано не 100%. 1.000.000% лично чисто мое. Значи, може би единствена забелешка се предолгите пасуси, односно предолгите цитати. Другото сето е уникатност. И ова книга во Скопје може да се најде во книжарницата Магор, во книжарницата на Студентски збор и во книжарницата Табернакул. Само тие три книжарници одбрав да соработувам и да ги дадам своите книги кај нив, да имам соработка. Магор ми беше издавач, во нивната просторија ја направив промоцијата и имам една прекрасна соработка со луѓето од Магор. Студентски збор, тамо, нели, сепак директор професорот Томе Груевски Тоци, долгогодишната соработка, и со луѓето од Табернакул имам солидна соработка. И така, мислам сега да не ме сватат погрешно гледачите, може би ќе гледат во култура, таму имам многу блиска личност. Во Матица ви кажав дека и со нив имам блиски личности, во Макаве исто така. Но, значи, овде се работи сепак за професионализам. Дружба си е дружба, служба си е служба.